Значи, денеска Стопанската комора на Македонија во соработка со Фондот за инновација и технолошки развој организира една инфосесија со цел презентирање и промовирање на првиот отворен јавен повик во однос на поднесување на предпроекти од страна на компаниите кои што ќе може да ги користат поголностите од третиот столб во планот за економски раст, кој што е во надлежност на Фондот за инновација и технолошки развој. На наше големо задоволство денеска имаме голем број на заинтересирани потенцијални корисници на овие мерки. Ние со фондот имаме исклучително добра соработка и пред неколку месеци организиравме во неколку наврати презентации на среднорочната програма на фондот во време трајање во периодот 2018-2020 година. И согласно на тоа очекуваме дека компаниите сега ќе можат и директно на оваа средба денеска да поставуваат конкретни прашања, да видиме кои се тие можеби непознаници или проблеми со кои се соочуваат при евентуалното нивно пополнување на тие проектни апликации, бидејќи горе-долу на компаниите им се познати условите и критериумите кои што треба да ги исполнуваат за да можат да ги користат овие неповратни средства кои што ќе се користат всушност преку Фондот за инновација и технолошки развој. Има, колку што знаеме и она што бевме контактирани досега од нашите компании членки, дека има за повеќе од мерките интерес, посебно мерките што се за оние брзорастечки компании, газели, меѓутоа и за мерките кои што се предвидени во делот за стручно оспособување на кадарот, бидејќи, како што знаеме, тоа е една болна точка во стопанството, недостатокот на соодветен кадар за спроведување на сите работни процеси и както и она потреба за креирање на дополнителни и развој на дополнителни производи и услуги кои што ќе бидат конкурентни не само на нашиот пазар, но и на странскиот пазар, и интенцијата на компаниите да со оваа финансиска поддршка можат да го напредат својот производен процес, да им се помогне во однос на брендирање на производите, во однос на маркетинг алатките, за да можат помасовно да настапуваат на странските пазари, бидејќи интенцијата е зголемување на извозот и присутноста на тие пазари, кој што е всушност и главен двигател на економскиот развој. Јас би поздравил секако масовниот одзив на компаниите интерес на денешната инфосесија, што само се надополнува на она што веќе го имаме како податок, а тоа е дека повеќе од 100 компании веќе имаат подигнато проектни апликации и правилници за да можат да ги подготват апликациите за аплицирање во рамки на третиот столб од планот за економски раст на владата. Повикот, ќе потсетам, беше објавен на 28.4, останува отворен до 11.6. Денеска сме тука во Стопанската комора со цел да ги разјасниме сите оние практични детали кои што ќе им бидат потребни на компаниите за да можат успешно да ги пополнат, да ги подготват апликациите и своите бизнес планови. Продолжуваме во наредните 2 недели. Ќе излеземе и надвор од Скопје, ќе бидеме присутни во некои од поголемите урбани центри во државата за да можеме сите овие мерки, сите овие практични насоки за тоа како поуспешно се стигне до средствата од планот за економски раст на владата, да ги доближиме до компаниите. Како што споменав, интересот е веќе голем. Јас очекувам дека до крајот на повикот ќе имаме сигурно повеќе од 150, односно 200 компании кои што ќе бидат заинтересирани да аплицираат. Самото тоа кажува дека има потреба. Македонската економија има потреба од ваков тип на поддршка, македонските компании имаат интерес за ваков тип на мерки. Ние како Фонд за инновација и технолошки развој во соработка секој со владата ќе биде наша задача како да им помогнеме на компаниите успешно се подготват, успешно аплицираат и да ги добијат овие средства. Мерките од третиот столб од планот за економски раст се отворени за сите микромали и средни компании во државата. Мерките се систематизирани на тој начин да овозможуваат микрокомпаниите кои што имаат желба да вложуваат во својот технолошки развој да аплицираат за една мерка, малите и средни компании можат да аплицираат за друга мерка, тоа значи дека не си конкурираат меѓу себе. Овозможивме и таков тип на простор да можат микрокомпаниите во својот, да речеме, во својот круг на действување да конкурираат и да добијат средства за понатамошен раст. Нормално, според сите очекувања, најголем интерес има за мерката број 3, која што подразбира финансирање на трошоци до 70% од проектот,
до 20 милиони денари, тука 3/4 од компаниите кои што веќе повлекле, кои што се регистрирали и повлекле апликацијски пакет, повлекле токму за мерката број 3, зборуваме за делот каде што поттикнуваме иновации, односно нови продукти или услуги од фазата на идеја до фазата на пласман на пазарот. Четвртата мерка за која што исто така има интерес на компаниите подразбира стручно усовршување на млади лица до 29 години, кои што ќе имаат можност своите стручни вештини ги стекнат во некои од компаниите во западните земји. А во фазата на подготовка на повикот разговаравме точно со сите релевантни стопански комори, 4 најголеми. Имаше доста предлози, имаше доста нејасноти кои што се обидовме да ги расчистиме во самите правилници, тоа го сторивме. Во делот секако на транспарентноста, која што е болка генерално на нашата држава во изминатиот 20 годишен период. Во делот на транспарентност, она што е клучен исчекор во однос на досегашниот систем е тоа што евалуацијата на проектите ќе ја прават надворешни стручни лица во прва фаза пред селекција, кои што ќе бидат домашни, приоритет ќе дајаме на државјани на Република Македонија. Во втора фаза ќе ја прави комитетот за селекција на проекти на фондот, кој што е составен од 5 стручни лица кои што се странски државјани. Така да ќе повторам уште еднаш дека селекцијата на проектите и одлуката кој ќе биде финансиран нема да ја носи државната администрација, нема да носи службеници од фондот, нити службеници од Министерството за економија или од владата, ќе биде целосно во рацете на надворешни стручни лица. Во делот на транспарентност исто така направивме еден исчекор, повторно по барање на компаниите, а тоа е да ги објавиме однапред критериумите по кои што ќе се прави селекција. Така да заедно со апликацијскиот пакет и правилниците, компаниите што ќе се регистрираат ќе добијат и список на критериуми и идентификација кој критериум колку ќе тежи во самото оценување, така што однапред знаат по кои критериуми и со кој поени ќе бидат оценувани апликациите. Трет елемент во транспарентноста кој што повторно дојде како предлог, односно препорака од коморите, беше дали може тие да бидат вклучени, значи може бизнис заедницата да биде вклучена во следење на реализација на планот. Го прифативме на наш предлог во соработка со кабинетот на вице-премиерот Ѓушев. Владата донесе заклучок со кој што формираше работно тело, кој што ќе биде составено од представници на Фондот за иновации и технолошки развој, кабинетот на вице-премиерот Ѓушев, Министерството за економија и трите големи стопански комори, значи Комората на Северозападна Македонија, Сојузот на стопански комори и Стопанската комора на Република Македонија. Така што ова тело ќе има можност да го следи реализирањето на планот од моментот на објавување на помикот до моментот на потпишување на договорите. Од она што можам да забележам е дека има компании од сите сектори. Значи имаме и од IT индустријата кои што и досега беа, да кажеме, едни од нашите поредовни корисници, меѓутоа нашата порака дека Фондот за иновации и технолошки развој е отворен за сите сектори воопште во економијата, очигледно допира веќе до компаниите и можам да кажам дека имаме веќе компании од скоро сите сектори. За оваа година повикот во рамки на планот за економски раст на владата во третиот столб идентификувани се 645 милиони денари. Јас се надевам и очекувам согласно интересот кој што имаме до сега дека ќе успееме сите средства да ги доделиме до крајот на годината. Секако постои можност доколку имаме реално голем интерес и доколку имаме добар квалитет на понудени проекти, да се вратиме назад во владата и да дадеме предлог евентуално тие средства да се